Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Илија Димовски, на прес во Кучани промовираше две мерки од програмата Реално што се однесуваат на вработување. Првиот проект се однесува на само вработување со кредитирање на вршители на земјоделска дејност и услужни дејности, а се однесува на формализирање на веќе постојни земјоделски и услужни дејности. Оние граѓани на Република Македонија кои што ќе се решат да ги формализираат, односно да ги стават во нормална рамка своите земјоделски бизниси, би добиле 7.000 евра кредит од Република Македонија со грејс период од 1,5 година и со целосен рок на отплата од 7 години за себе, но и за секое следно вработување би добиле плюс по 4.000 евра кредит, односно вкупната висина кој што би можеле со легализирање, односно формализирање на својата земјоделска дејност да ја добијат е 63.000 евра, заради тоа што сметаме дека максималната рамка на формализирање на таков бизнис би дошла до 15 вработени. Втората мерка се однесува на програмата за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места. Секоја компанија која што ќе отвори ново работно место од државата ќе добие кредит од 3.000 евра со рок на отплата 2 години и грејс период од 1 година со камата од 1%. Лицето кое што се вработува ако е под 29 години ќе добие кредит од 4.000 евра за вработување во компанијата. Проектот Македонија вработува 2 продолжува и понатаму, истакна Димовски, правејќи паралела дека на крајот од мандатот на СДСМ во Кочани биле вработени 6.778 лица, а до денес во мандатот на ВМРО ДПМН се вработени 11.346 граѓани на Кочани. Разликата во овој дел е 4.568 повеќе, што значи толку граѓани одат на работа. Оваа бројка е за 80% зголемена. Ваквиот број на зголемени работни места се должи и на присуството на 2 странски компании во Кочани, како и отворање на мали семејни бизниси. Димовски при посетата на Кочани оствари средба и со жителите на ромското мало, со младите лица, како и со жителите на село Тракање.